Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Сведочењата на дел од обвинетите за настаните од 27 април го откриваат монструозниот план, што требало да се спроведе на брутален и крвав начин за да се спречи промената на власт, откако граѓаните го поразија режимот. Признанијата на лица кои биле дел од овој план докажуваат дека настаните од 27 април не биле воопшто случајни. Напротив, станува збор за осмислен план за убиство на политичари, линч на новинари, пратеници, загрозување на општата безбедност и уривање на државниот поредок. Неколку лица, директни учесници во таквиот план, вчера во транспарентна судска постапка кажаа дека нарачател, организатор и помагач во овој монструозен план биле структури под контрола на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски, сместени во највисоката безбедносна агенција УБК, како и кабинетот на Ѓорги Иванов. Исказите се за планирање напад со молотови коктели и упад во седиштето на Државната изборна комисија, запалење на автомобили и имоти на тогашни пратеници од опозицијата, следење на новинари, јавни обвинители, делење оружје на насилници. Структурите на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски не бирале средства за да го задржат нивното криминално и антинародно владење. За сето тоа време Христијан Мицковски е десна рака на Никола Груевски, а на 27 април стоеше пред вратите на собранието. Ете зошто Христијан Мицковски бара целосна амнестија за сите инволвирани од настаните на 27 април. Јасно е, Мицковски по секоја цена се обидува да ги спаси од одговорност неговите соработници и соработниците на Никола Груевски. Затоа Мицковски организира протести за одбрана на криминалот и насилството на Никола Груевски. Тоа е почитувани неговиот вистински мотив. Почитувани граѓани, последните искази на обвинетите докажуваат зошто не смее да има амнестија за нарачателите и извршителите во насилствата на 27 април. Ова е уште една потврда дека треба да се направи разлика помеѓу оние кои организирале, нарачале и извршиле насилство и оние кои не извршиле насилство или биле заведени. Ви благодарам.